Бидете благословени во името на Господ Исус Христос. Се обраќам на македонците, на македонската нација, затоа што време македонскиот народ да се запраша зошто му се случуваат трагедии секојдневно. Постојано слушаме и гледаме, сведоци сме на убиства, самоубиства, несреќи, киднапирања, чедоморства, болести на зависност, дроги, алкохолизам, коцкање, кој што за жал се нарекуваат игри на среќа, меѓутоа тоа не се игри на среќа, туку тоа се игри на нечистивите сили кои што ја доведуваат личноста до пропаст, и индивидуата и низиното семејство. Слушаме за разводи, растурени семејства, зависници од порнографија, педофили, хомосексуализам, трансџендеризам, каде што со закони се одобрува мутилација на нормални, здрави, прави деца, во кои што сака да им го сменуваат полот, она што е создадено од Господ, како машко и женско, и е благословено да си создаде семејство и да се мултиплицира, репродуцира, Господ им праќа дечиња на тоа нормално здраво семејство. Лукавиот сака да го уништи, напаѓајќи ги децата. Насилно им ги унакажуваат телата. Слушаме за постојан сексуален грев, сексуална изопаченост, Содома и Гомора, депресија, агресивност, немање љубов во срцето на луѓето, ниту за Господа, ниту за ближниот свој. Од првиот момент, кога индивидуата и народот, нацијата, му свртува грб на Господа, свртува грб на неговите заповеди и неговите поуки, тој индивидуа и тој народ почнуваат да живеат секојдневно во грев. Така да секојдневно се откажуваат од Господ Исус Христос. Зашто тие го познаа, македонскиот народ е христијански народ. Македонски народ го прифати Господ Исуса Христа за свој спасител и Господ ги прости гревовите, но за жал за многу кратко време истиот тој народ падна во стапиците на лукавиот. Луѓето стана безбожни. Луѓето почнаа да живеат секојдневно во грев, бидејќи немаат мудрост. А страф од Господа е почеток на мудроста. Бидејќи немаат мудрост, живејќи секојдневно во грев, не само што се напакостуваат на своето лично тело и дух и душа и на своето семејство, а како целокупни семејство во една нација, ја уништуваат и својата нација. Тие се воведуваат во пропаст. Не можеме да кажеме за себе дека сме христијани. Не можете да кажете за себе дека сте христијани, а живеете како безбожници и го распнувате Господ Исус Христос, секој ден го убивате Господ Исус Христос. Затоа што сте безбожни, богохулни, живејќи развратно како пагани, славејќи го Богот на вашиот стомак. Она што ве интересира, целокупното ваше време, интерес, енергија, живот, кој што ви го дал Господ, не го користите за да живеете богоугодно, без грев и да ги воспитувате вашите деца на богобојазливост и богоугоден живот, туку целата своја енергија и живот, што ви е даден од Бога, го користите за да ги задоволувате похотите на очите и оне што ви е се задоволства на физичкото тело.
И тоа се од распадлив свет. Овој свет е распадлив свет. Свет кој што живее во грев, кој што му припаѓа на сотоната, на Луцифер, на лукавиот. Таа змија, наречете го со сите тие имиња. Но целта на таа змија да ја уништи душата на христијанинот. Исто така, како индивидуа и како нација, кој што пропаѓа со години и години, му свртува грб на Господа и неговите заповеди, неговите свети поуки, кои што ги има во Светото писмо. Господ објаснува се. Пастирите, јас ке прашам во Македонија, постои само религија која што е мртва, традиција на идолопоклонение, каде што се поклонуваат пред слики на мртви луѓе, се палат цвети, се бакнуваат икони, а тоа е идолопоклонение. Господ Бог е жив Бог. Господ Исус Христос е воскресен Бог. Тој седи од десната страна на Отецот Небесен. Тој е жив Бог, тој е дух, тој постои. Ние не се поклонуваме на мртви предмети кои што се слики или скулптури или кои што се насликани од човечки раце, кои што немаат ни уста да зборат, ни уши да слушат. Ние не сме паганисти во паганизам. Туку ние му се обраќаме во искрена молитва од целото наше искрено срце кон Господа. Се поклонуваме кон Господа и го молиме да ни ги прости гревовите и го молиме да не трансформира, да го исчисти тој грев од нас. И Господ ќе слушне молитвите, ќе ви помогне, затоа што ако сте неспособни сами да живеете богугодно, Светиот Дух Божи ќе ви помогне. Ќе ви ги исцели раните што сте ги доживееле, како траума или во детство, во текот на свој живот сте биле повредени. Но Господ е милостив. Господ ги слуша искрените молитви. Лично разговарете со Господ Исус Христос. Лично разговарете преку Неговиот Свети Дух. За помош. Немате пастири во Македонија. Она кој што се нарекува религија е мртва религија без Свети Дух. Тие пастири веќе стана волци во овчја кожа и го предадоа Исуса како Јуда Искариот што го предаде. Затоа што тие формираат екуменистичка некоја религија во која што сите безбожници, сите религии на овој свет се еднакви. Го подгази единствениот Спасител Исус Христос, Синот Божи, кој што го даде својот живот на крстот на Голгота, за да ги превземе нашите гревови, гревови на целото човештво, не само на македонците. Го предадоа Господ Исуса Христос и се свртија кон антихристот, формирајќи лажна религија, религија на антихрист, така наречена, да биде мир и братство меѓу сите религии и народи. Да живееме во една религија, зашто секој Бог ги води кон небесното царство. Тоа не е тачно, тоа е лага директно од пеколот. Само Господ Исус Христос е спасител за секоја човечка душа на оваа планета. И секој кој што го негира неговото име. И секој кој што учествува таа религија на антихрист, така наречена нова светска религија на антихрист, каде што луѓето, дури христијаните, се поклонуваат на Луцифер во такви религии, го губат спасението од Господа. Освестете се, македонци. Времето е многу кратко. Господ Исус Христос ве повикува да се разбудете, да се покаете за вашите гревови, додека е време. Јуда Искариот е во Македонија. И затоа ова што се случува во Македонија, смрт на млади луѓе, ги прашувам родителите,
Тие на кои што Господ ви дал благослов да имате деца, на кои што ви дал благослов да се грижите за нив. Наместо да ги воспитувате, учите на богобојазливост, во плодовите на Светиот Дух. А што се плодови на Светиот Дух? Да се живее богугодно, да се живее свето, да се живее во љубов, во мир, во спокојство, во себе контрола, а не да се живее развратно, во блудништво, со алкохол, со дроги, со проституција, со педофилија, со задоволства на човечката похота, кој што е погубно за човечката душа. Ве прашувам вас, родителите, дали сте го отвориле Светото Писмо како христијани, бидејќи се нарекувате христијани? Дали сте го отвориле Светото Писмо да го прочитате со љубов, со трпение? Имате време, енергија и пари за сите развратности и задоволства, но немате време и енергија и волја да го отворите Светото Писмо, Божиот збор даден директно Господ Бог, Отецот Семочниот, преку светата крв и жртва на Неговиот Син Исус Христос, кој што беше распнат заради нашите гревови на крстот. Тој ни подари спасение. Дали го отворивте еднаш Светото Писмо и да ги прочитате светите Божи зборови поука и од Стариот од Новиот Завет да прочитате? Што е богоугодно и што е грев? И ќе ве прашам, ако ви се случи на вас денеска да починете ненадејно, да го изгуби од вашиот живот, дали ќе влезете во Божјото царство? Во Светото Писмо, апостол Павле, Божиот апостол, Божиот ученик, кој што дојде во Македонија, зашто македонец му дојде на сон, затоа што Господ му го прати тој сон на апостол Павле и рече: дојди во Македонија, имаме потреба, помош од тебе. И апостол Павле го послуша гласот Божи и тргна за Македонија, за да ги спаси македонците од погибија, од паганизам, од богохулија, од безбожништво, за да бидат спасени, за да бидат покаени, за да се трансформира нивното срце преку Светиот Дух Божи. Апостол Павле таму вршеше многу Божи чуда и дела, исцеление, изгонување на демони, чистење на лепрозни, воскресување на мртви. Божи чуда кои што Божја милост и благодат за македонскиот народ да биде спасен и кога ќе дојде час и време за смрт да влезе во небесното царство, не да заврши во пеколот, каде што ќе бидат вечно мачени нивните души, ќе биде чкрстање со заби. Во Светото Писмо, во книгата на Коринтијаните, писмото до Коринтијаните од апостол Павле, глава 6, почнува од 9 стих. Зар не знаете дека неправедните или неправедниците нема да бидат меѓу наследниците на Божјото царство? Немојте да се залажувате. Ни блудниците, ни идолопоклониците, ни прелюбниците, ни хомосексуалците, ни полови изопачените содомити, ни крадците, ни алчните, ниту пијаниците, ниту клеветниците. Клеветниците они кои што постојано озборуваат, клеветат лажно. Не го љубат ниту Господа, ниту ближниот свој како што се љубат себе си. Ни измамниците нема да бидат меѓу наследниците на Божјото царство. И апостол Павлин вели на они кои што се покајали, го примиле Господ Исус Христос преку вода и преку Светиот Дух, кој што го нема во Македонија. Да, е лажна мртва религија без Свети Дух. И
Тогаш Господ преку апостол Павле вели: и некои од вас бевте такви прелюбници и безбожници и насилници, но сега сте исчистени, станавте свети и оправдани пред Бог преку делото на Господ Исус Христос и Светиот Дух на нашиот Бог. Некои од вас велат: имам слобода да правам што сакам. Да, но не е се полезно. Иако имам слобода да правам што сакам, нема да дозволам да робувам на било што. Велите, храната е наменета за стомакот, а стомакот за храната. Да, но еден ден Бог ќе ги уништи и стомакот и храната. Телото не постои со него да правиме блуд. Нашите тела му припаѓаат на Господ, зашто Господ ги создал. Бегате од блудот. Секој друг грев што човекот може да го направи е надвор од неговото тело, но со блудот греши против сопственото тело. Зар не знаете дека вашето тело е храм на Светиот Дух, кој ви е подарен од Бог, за да живее во вас? Нашето тело е храм на Светиот Дух, црквата Божја, затоа ние не требаме да правиме грев против сопственото тело, зашто Светиот Дух Божи преку Исуса Христа живее во нас. И затоа престанете со грев. Не го скврнавете вашето тело, каде што преку Исус Христос како христијани што сте го прифатиле Господа и сте побарале прошка и ви било простено. Не грешете повеќе. Вие не сте веќе ваша собственост, ви му припаѓате на Бога. Откупени сте со скапа откупнина. Тоа е светата крв и светиот живот на јагнето Боже, на Господ Исус Христос, затоа што Господ толку го возлюби светот и не сакаше да го поништи, па го испрати својот единороден син, првороден син Исус Христос, да го даде својот невин живот како јагне Боже. На крстот на Голгота тој ги прими сите удари, камшикуван, полукано врз него, распнат, со клинци прободен, со копје, со круна од трње, тој ги прифати сите гревови врз себе, неви за да не спаси наш човечкиот род. Секој кој што верува во него, ќе живее вечно, нема да биде поништен. И секој кој што исповедува, и секој кој што не живее само преку зборови, празни зборови дека е христијанин, туку го живее вистински секојдневно својот живот богугодно и богоисправно. Затоа користете ги вашите тела со нужната почит спрема Бог. Секој кој е оддален од Бога му служи и му робува на сатаната. Луѓето кои што се уште живеат во грев, отвараат врата за да бидат запоседнати со нечистиви сили, демони. Тоа е таа војска на темнината, на сатаната, на Луцифер. И затоа, иако вие можеби знаете подсвесно дека живеете во грев, не можете да престанете со грев и ви треба помош. А тоа е милиот Господ Исус Христос. Повикајте го во молитва, лично, вие, клекнете со искрено срце, со почит, со благодарност кон Господа. Повикајте го, за да ви ги прости гревовите, за да ви исчисти, да ве погледа со неговиот свети дух, за да го трансформира вашето срце, да престанете со грев, за да бидете спасени. Не само што се уништувате себе си со грев, туку си го уништувате семејство, уништена е нација. А сите тие гревови, ако не се покаяни пред Господ Исус Христос во вашето генерацијско колено или генерацијска крвна линија, тоа се веќе генерацијски клетви од 4 генерации
Значи гревот го пренесувате и казната, последиците од непокајан и непрестанет грев се пренесува на вашите деца, на вашите внучиња, правнучиња. 4 генерации страдаат заради непокајан грев пред Господа. Што бараат малолетници, 14-16 годишна возраст и останатата возраст на млади луѓе? Во ноќни клубови. Од каде се тие клубови? За кого се? Ѓаволот има начин како да ги заведе луѓето од сите генерации, не само младите генерации. Да ги заведе луѓето да им ги отргне срцата, душите, мислите, животот, да им го отрне од вистинскиот пат, од богоугодниот, од пат во кој што ќе живеат свето и богоугодно, со подароци од Светиот Дух и со плодовите на Светиот Дух, кој што е љубов, мир, спокойство, простување, трпение, помагање, себеконтрола. И на тој начин генерации на деца и млади се заробени во замките на сотоната. Сотоната обвинува деноноќно на тронот Господово небесното царство, ве обвинува деноноќно за она што го правите против Господа, и тој добива легално право да ве нападне. Ве напаѓа преку алкохол, преку дрога, преку користење дроги и сите други никотински средства на зависност, преку коцка, така наречени игри на среќи. Ве напаѓа со сексуализација на вашиот живот и на вашите деца, со изопаченост. Нели гледате колку ѓаволот финансира пропаганда да во вашите домови, во вашите училишта, од најмалата возраст, дури од градинките ги воспитуваат деца на Содома и Гомора, дека тоа е нешто нормално, дека така треба да се живее, па дури во законски рамки. И вие се сложувате со тоа. И таа црква таму екуменистичка молчи. Волци во овча кожја, претамници на Господ Исус Христос, освестете се и покајте се. Затоа што не само што вие ќе завршите во пеколот, туку и целото стадо, целиот народ, нација, во овој случај се обратувам на македонскиот народ, ги носите кон пекол. Зборувам на родителите, им се обраќам на родителите, освестете се, тргнете се од похотите на овој распадлив свет. Клекнете дома. Отворете го Светото писмо, Библијата, молете се, плачете, молете го Бога, молете го Господ Исус Христос да ги прости вашите гревови. Додека е време, гледате момент на ненадена смрт. Но ненадена смрт во што? Со алкохол, со дрога? Во сомнително место? Каде што владеат нечистиви сили? Каде што не е Светиот Дух Божи, не е светоста и чистотата Божја присутна? Затоа, освестете се, македонци, и покајте се. Погледнете околу себе, погледнете и во себе. Што се случува? Зар не ги препознавате знаците дека Господ во овие задни времиња, кој што е толку долго трпелив, ве повикува постојано, Господ вели, ви тропнувам на врата. Кој ќе ми отвори? Тој кој што ќе ми отвори, ќе влезам и ќе вечерам со него. Затоа разбудете се. Престанете со грев, престанете со изопаченост, богохули и безбожништво. Трнете ги вашите души
од рацете на ѓаволот, сотоната, Луцифер, змијата. Трнете ги душите на вашите деца и на генерации, од пропаста, од каде што нема повраток. Благодарете му на Господа, на Исуса Христа, Светиот Дух Божи, кој што се уште е тука и е трпелив и ве чека да се покаете. Зашто за еден миг ќе настане ненадена смрт. Да, ова човечко тело, кој е физичко тело, создадено од Господа, завршува во земјата и се распаѓа, го јада црви. Но што се случува со душата, со човечката душа и со човечкиот дух? Каде ќе замине? Дали Господ Исус Христос ќе дојде со светите Божи ангели да ја однесе душата затоа што е вредна во очите на Господ и живеела богугодно? Се покајала од грев, престанала со гревови и е благословена и е покриена со робата на спасението и на справедливоста кој што е преку Господ Исус Христос, и Господ ги повикува своите деца во небесното царство. Или душата при ненајдена смрт, која што не била богугодна, која што не се покајала, која што живеела во грев, ќе биде превземена од ѓаволот и неговите нечистиви сили, демони, и ќе биде одведена во пеколот, каде што ќе биде постојано чкртање со заби, постојан лелек, каде што ќе бидат казнети од Господа. А Господ го созда духот и душата човечка за вечен живот. Значи нема смрт, ќе посакувате да умрете, ама нема да настапи смрт. Ќе имате вечен живот и од вас зависи. Од вас зависи, од вашата одлука зависи. Дали ќе живеете вечно во благословите и во прегратките на нашиот Отец небесен Исус Христос, во небесното царство ќе имате вечен живот, или на спротивната страна ќе имате вечен живот, во вечна тортура во пеколот, заедно со демоните и со Луцифер. Гледате ги знаците што се случуваат на оваа планета. Отворете го Светото писмо. Читајте, молете се. Поучувајте ги вашите деца на богугодност и богосправедливост и свет живот. Не му дозволувајте на ѓавол да ви ги растргнува душите. Господ Исус Христос ве очекува постојано секој ден да му се обратите. И тоа ве повикува преку своите амбасадори на небесното царство. И преку ова видео ве повикува Господ. Ви вели, ве сакам. Јас ве создав. Јас направив се за вас на крстот на Голгота. Преку моите рани сте исцелени. Секој кој што во депресија, кој што се чувства осамен, кој се чувствува одбиен, повреден, имате утеха во Господ Исус Христос. Не очајувајте. Доволно е само да го предадете вашето срце во молитва, да го побарате за помош и Господ ќе ви одговори. Ќе ви исцели, ќе ги изгони нечистивите сили. Ќе ви ослободи од тоа робство на овој распадлив свет, кој што исчезнува. Исчезне во огин, ќе исчезне во поплави, ќе исчезне во земјотрези, вулкани, во војни, во глад и сиромашти и болести. Зашто гревот владее на земјата. А Господ ќе ви помогне, ќе ви одговори. Ќе ве води по вистинскиот пат, по светлината, и тој веќе отргна на крстот на Голгота од кралството на темнината и ве привлече кон кралството на светлината. Господ Отец Небесен ве привлече, ве пренесе во царството на љубовта на Синот Негов Исус Христос. Заради простување на гревови преку светата крв на Исус Христос, вашите гревови се простени. Затоа трансформирајте го вашето срце додека е време. Зашто времето е многу кратко. Секој кој што го слуша и го гледа ова видео, слободно обратете се за поука.
за молитва. Господ ќе ви одговори. Овдека ние сме секојдневно сведоци на Божји чуда, на Божја милостива рака и благодатна интервенција за секој кој што го повикува неговото име, за секој кој што верува, со срце, со душа и со живот. Не можете да го служите и Господ Исус Христос и Мамон. Не може да го служите Господ Исус Христос и Луцифер, ѓаволот. Не може да се служи на два Господара. Одлучете да го служите вистинскиот Господар. Се молам за душите на оние кои што го изгубија животот. Тоа се генерацијски клетви, за жал. Ненадена смрт. Тоа е демон. Тие му припаѓаат на Луцифер Сотана, демона смртта, ненадена или превремена смрт, а тоа се случува постојано во Македонија. Абортуси, намерни, ненамерни, раскол на семејството, разводи, чедоморства, сексуална изопаченост, Содома и Гомора. Не може тоа да се прифати како нормално. Тоа не е нормално. Ментални болести, демонизирани луѓе. Модерната медицина тоа не може да го разреши. Само Господ, само милоста Божја, Исусовата рака и Светиот Дух Божји може да ви помогне. Разбудете се. Побарете го Господа. Исус Христос